Добро вечер, вести на Канал 5. Председателот апелацискиот судија Ѓоко Ристов, во чиј семеен дом беа пронајдени 350.000 евра, скриени во зид, засега останува на слобода. Од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција соопштија дека предметниот јавен обвинител деновиве ќе реши дали ќе побара притвор или друга мерка за Ристов. Дејан Трајковски ги има информациите за случајов. Каде се наоѓа и дали е достапен за органите на прогон на апелацискиот судија Ѓоко Ристов, кој созидал 350.000 евра во домот на неговите родители во Неготино и е под сомнежи за корупција и трговија со влијание, засега останува непознато. Од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција велат дека повеќе детали во моментов не се откриваат во интерес на истрагата која се уште е во тек, а која ја оценуваат како една од најопсежните кои некогаш се спровеле во државата, подкрепена со информации и известувања од Агенцијата за национална безбедност. Станува збор за повеќемесечна постапка и исклучително сериозен предмет на кој се работи 24 часа. И во интерес на истрагата, во овој момент не можат да се откријат дополнителни информации. Велат од обвинителството. Во меѓувреме, додека се чекаат официјалните, неофицијалните информации говорат дека во станот на Ристов бил извршен претрес уште пред 2 недели, но ништо не било пронајдено. Една недела подоцна тој им најавил на колегите од апелација дека е болен и дека ќе оди на боледување, а мобилен телефон не користел повеќе од 1 месец откако се отвори истрагата против адвокатот Фехми Стафа за подмитување судија во Скопската апелација, односно Ѓоко Ристов. Според истрагата од 14 декември, Фехми Стафа, кој е колега на сопругата на апелациониот судија, му дал подкуп на Ристов во име на обвинетиот бизнисмен Љупчо Пецов, викан Ѓаволот, кој до неодамна беше во бегство. Во созидан простор во зидот се пронајдени 350.000 евра, за кои постои сомнение дека биле незаконски стекнати и прикриени. Постапувањето е како резултат на действија превземени во рамките на опсежна истрага, откако на 14 декември 2025 година беше осомничен адвокат поради сомненија за кривично дело, примање награда за противзаконито влијание. Во случај да се побара притвор за судијата Ристов, претходно дозвола ќе треба да даде судскиот совет со оглед дека судиите имаат имунитет. Инаку Ристов за апелациски судија беше избран во 2020 година. Иако беше рангиран дури на 14-тото место, прворангираните не го добија потребното двотретинско мнозинство, што тогаш предизвика бурни реакции во јавноста. Еден од најпознатите предмети во кои суде Летаргет тврдина, случајот за масовното незаконско прислушување во кој обвинет беше Сашо Мијалков. Со укинувањето на пресудата на кривичниот суд предметот застаре, што резултираше со негово затворање без правосилна судска одлука. Заменик министерот за образование Љулјзи Малиу денеска преку социјалните мрежи соопшти дека поднел неотповиклива оставка од функцијата. Алиу оставката ја поднел до председателот на владата Христијан Мицкоски, а ја сподели во објава на својот Facebook профил. Тој посочува дека оставката доаѓа како одраз на негова лична и професионална анализа, нагласувајќи дека ценел дека во овој период е најсоодветно да го продолжи својот придонес во академското поле, како и да се посвети кон семејството. Љулјзи Малиу е кадар на партијата Алтернатива. МВР од утре почнува со финалните тестирања на системот Safe City пред најавеното ставање во употреба од 1 февруари. Но дали тоа ќе се случи останува неизвестно со оглед на тоа што во собранието се уште нема согласност од 2/3 од пратениците за промена на законот за прекршоци и покрај начелниот договор постигнат на лидерската средба. Јорданчо Цветановски за ова. Од утре па во наредните 2 недели ќе има затворање на повеќе улици во Скопје. МВР ќе врши финално тестирање и калибрирање на камерите за сообраќајен надзор во склоп на проектот Безбеден град. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека нивните екипи по повеќе часа ќе работат на терен, со цел системот без проблем да почне да функционира од 1 февруари. Оттаму ги повикаа граѓаните и сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат привремените ограничувања, како и да покажат разбирање, трпение и соработка со цел непречено и безбедно реализирање на планираните активности. Од утре до 31 месецов
Ќе се врши тестирање, калибрација и верификација на поставените камери за сообраќаен надзор. Тестирањата ќе се реализираат секој ден во периодот од 8 до 20 часот. Во првата недела од предвидениот период, активностите ќе се спроведуваат исклучиво на локациите со поставени камери на подрачје на градот Скопје. Иако МВР ги прави финалните подготовки за старт на примена на системот од следниот месец, тоа сепак и натаму виси. Иако на лидерската средба начално се постигнал договор да се изгласаат потребните измени на законот за прекршоци, за кој е потребно двотретинско мнозинство, сепак нема потврда дека истото е обезбедено. Повик до опозицијските партии да дадат поддршка на законот денеска упати и вице-премиерот Александар Николовски. Опозиција е сега сама кој што влегува во една целосна деструктивна кампања, која што морам да признам дека не ја разбирам. И тука е Дуи, кој што се сеќаваме добро што се случуваше кога тие беа на власт. Се надевам дека ќе се опаметат и дека законите, особено оние кои што се двотретински, особено после ветувањето на лидерската средба, ќе бидат изгласани во собрание. На координација во собранието во петокот првично била постигната согласност законот да се стави на дневен ред на следната седница, но кратко потоа беше соопштено дека до договор сепак не дошло. Од кои причини Дуи се колебаат не е познато, а лидерот на СДСМ Венко Филипче денеска повтори дека имаат резерви во однос на висината на казните и за тоа кој ќе ги контролира податоците и кој ќе ги собира системот. Премиерот Кристијан Мицкоски ќе учествува на Светскиот економски форум во Давос во Швајцарија. По пристигнувањето таму ја даде следната изјава. Македонската делегација која што ја предводам на Светскиот бизнис економски форум овдека во Давос пристигна. Следните денови ќе имаме бројни состаноци кои што очекуваме значително да влијаат на подобрување на економската состојба и привлекување на голем број на инвестиции. Учесник ќе бидам на 3 панели на кои што ќе ги презентирам можностите за инвестирање во Македонија, но истовремено ќе оствариме и бројни билатерални средби со многу моќни, би рекол, компании од светот, најмногу од областа на енергетиката и високата технологија. Очекувам навистина плодни резултати и очекувам успешни состаноци и успешна посета овдека во Давос на Светскиот бизнис економски форум. Председателот на СДСМ Венко Филипче ја потврди средбата што ја имал со лидерот на Дуи Али Ахмети во пресрет на лидерската средба, но тврди дека не разговарале за формирање на поширок опозицијски фронт, туку единствено за локалните избори што се одржа во Гостивар. Со Али Ахмети прво разговаравме во врска со локалната самоуправа во Гостивар. Таму заеднички го поддржавме кандидатот од Алијанса, има сериозни проблеми. Градот, ние, гледайте, немаме коалиција. После таа средба се случи лидерската средба, јас кажав во неколку наврати, жалам што партиите кои што отидоа тамо легитимираат една ваква власт. Навлезена длабоко во корупција, кои што ја држат земјата во изолација. Православните верници денеска го прославија празникот Богојавление Водици со голема вера, масовна посетеност и почит кон вековната традиција. Светиот крст беше положен во водите во повеќе градови и населени места во земјава. Еве дел од атмосферата ширум државата и во диаспората. Родителе Богла, свидетелство ваше тебе, возлюблена Готја, Сина имену. Стотици капачи пливаат, кој ќе биде најбарз. Ги завршуваме тука вестите. Имајте убава вечер.